Вести на Канал 8. Добар ден. Комисијата за доделување на општински награди и признанија излезе со писмено известување во врска со информациите за нејзиното работење. Со известувањето се демантираат тврдењата на директорот на Основното училиште Никола Карев, Владо Андов, дека била девалвирана одлуката за доделување на наградата за значајни остварувања. Одборот за доделување награди и признанија, формиран од Советот на општина Кочани, ги смета за неосновани и недолични обвинувањата на Владо Андов, директор на Основното училиште Никола Карев, искажани во врска со начинот на доделување на највисоките општински награди и признанија. При работата, одборот ги почитуваше одредбите од одлуката за награди на општина Кочани, во која стои дека право за давање предлози за добивање награда за значајни остварувања имаат и нејзините членови. Предлогот, произлезен на седницата на одборот, одржан на 7 јули, беше образложен. Правото на одборот за предлози од неговите членови е неприкосновено и има цел да создаде достојна конкуренција при изборот на наградените, се вели во писмениот демант од Комисијата за награди и признанија на општина Кочани. Во средата, директорот Андов одржа пресконференција, на која, меѓу другото, тој реагираше за начинот на кој е донесена одлуката за доделување на награда за значајни остварувања. Според него, таа се девалвира со тоа што, иако Основното училиште Никола Карев поднело писмена кандидатура во предвидениот рок, наградата била доделена по усен предлог, што го дал еден од членовите на комисијата. Основното училиште Никола Карев се соочува со проблеми околу средувањето на сопствениот двор и околината на објектот. Наместо соодветен сообраќаен влез и паркинг, просторот е зафатен со објекти што го отежнуваат нормалниот пристап до училиштето, а директорот вели дека за решавање на проблемот нема поддршка од локалната самоуправа. Наместо современ паркинг на кој би можеле да се сместат 60 возила, просторот што зафаќа дел од дворот на Основното училиште Никола Карев е запуштен, обраснат со трева и грмушки, а на средината се наоѓа стара и напуштена куќа. Вработените во училиштето и во Основниот суд, но и родителите на учениците и странките во судската институција принудени се да ги оставаат возилата на булеварот. Имотно-правните односи за целиот простор одамна се расчистени и тој е во државна сопственост. Според деталниот урбанистички план, училиштето има градежна маркица, но од надлежните во локалната самоуправа нема конкретен одговор зошто не се реализира вцртаниот паркинг простор на западната страна на објектот. Знаеме дека градот Кочани има потреба од паркинзи. Значи ја буквално како ќе го средам како менеджер, како директор, ако немам помош од општината и од другите работи. Затоа што тука учат 600 ученика. Овие проблеми и на Советот на родители, и на училишниот одбор, почнувајќи од председателот на Советот, од секретарот и другите служби за овие работи се доставени во писмена форма последните 6 месеца. Од тоа немам до ден денеска одговор. Како ја ќе функционирам како институција? Најголема пречка за да се изгради паркинг просторот кај училиштето е напуштената куќа, што одамна требало да се сруши, но се уште стои како грд споменик на минатото. До пред известно време, овде се чувале кози, кокушки и други домашни животни, а обидите да се стави рампа на пристапната патека не помогнале да се спречи узурпацијата на теренот. Тоа е, треба да се бута, гледате дека се узурпира и пато што го правив, затоа што школото мора да има дотор на нафта, и јас не можам, имаше полско веќе до лани, знаете кога отварапме вториот влез, што да направам јас, ајде. Ако немам помош од локалната власт, од луѓето, од институциите, а секој доваѓање од страна на одредени инспекции, стално ме викат училишниот двор, не личи на се, не личи на... Ајде, јас што да направам? Со деталниот урбанистички план за околината на Никола Карев предвидено е да има и улица што ќе поминува од кај пругата и ќе представува обиколница околу училиштето. Но и за ова прашање не е добиен одговор од надлежните во општината, додава Андов. Во меѓувреме, поради неможноста училишниот двор целосно да се огради и обезбеди, непознати лица прават штета на објектите. Неколку пати досега скршени се стакла на влезната врата и прозорците. Имало обиди и за разбивање на вратите од спортската сала, а секојдневна појава е крашењето на дрвцата и уништувањето на хортикултурното уредување.
Зголемена потрошувачка на вода регистрирало комуналното јавно предпријатие Водовод, но водоснабдителниот систем е стабилен и може да го издржи вонредниот притисок, уверуваат оттаму. За да нема рестрикции, се апелира на рационалност во користењето на водата. Водоснабдителниот систем во Кочани е стабилен и покрај зголемената потрошувачка на вода. Од Водовод информираат дека во овој летен период, проследен со пеколни температури, тоа особено е случај во утринските и вечерните часови. Дневната количина на испорачени води се движи некаде над 16.000 метри кубни. Максималниот дневен проток минува бројката од 240 литра во секунда во шпицевите и се работи за потрошувачка изразена во утринските и вечерните часови, особено во периодот кога се регистрираат и максималните протоци. Но сепак е лето, потрошувачката е драстично зголемена, поради што од Водовод апелираа до граѓаните водата да ја користат рационално. Во таков случај, додаде Папазов, рестрикции не се очекуваат. Сакам во ова прилика да ги повикам граѓаните на рационално трошење на расположивите количини на вода, инаку и да упатам порека дека комуналното јавно предпријатие Водовод располага со капацитет од 280 литри во секунда од комплексот бунари во Градовски Орман и сметам дека оваа количина е доволна за рационално и редовно снабдување на граѓаните на општина Кочани со доволни количини на вода. Заради тоа не очекуваме да влеземе во фаза кога би се правеле рестрикции во испораката на вода. Проблемите се јавуваат единствено во високата зона. Прекините во водоснабдувањето се ретки и се јавиле од неделата заклучно со вчера во периодот од 17 часот попладне до 22 навечер. На тоа влијаел и дефектот на мрежата за електронапојување, но по интервенцијата состојбата повторно е доведена во нормала. И општина Чешиново Облешево ќе спроведе акција за авионско третирање против комарците. Од локалната самоуправа најавуваат дека тоа ќе се случи в недела рано наутро. Општина Чешиново Облешево се вклучува во акцијата за уништување на комарците. В недела рано наутро ќе се изврши авионско прскање со хемиски препарат ларвицид, кој треба да спречи размножување на новите инсекти. Третирањето ќе се реализира во периодот меѓу 5 и 8 часот на површина од над 1000 хектари, првенствено ниви со ориз. Определени се и границите на подрачјето што ќе се третира, односно тоа ќе започне од кај вливот на Злетовска река во Брегалница и ќе продолжи кон Теранци. Потоа ќе се прскаат површините помеѓу магистралниот пат А3 и Брегалница кон Облешево, а на крај и нивите во атарот на Соколарци и Спанчево во правец до надвозникот кај Тркање. Со третирањето ќе бидат опфатени населените места Жиганци, Соколарци, Спанчево, Уларци, Чешиново Облешево, Борилчево, Кучичино, Чифлик и Теранци. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево ги известува пчеларите дека во време на третирањето и 3 до 4 часа потоа треба да ги затворат кошниците со пчели заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи, велат од општината, прскањето ќе биде одложено за наредниот ден. Јавното предпријатие за државни патишта ќе поставува нова сообраќајна сигнализација на повеќе патни правци во државата. Од засега непознати причини во Кочанскиот регион ќе нема никакви интервенции, иако поголем дел од сообраќајните знаци одамна чекаат реконструкција. Кочанскиот регион повторно извиси околу добивањето помош од државните фондови за подобрување на сообраќајната инфраструктура. Патните правци во овој дел од Македонија не се најдоа во планот на јавното предпријатие за државни патишта, со кои во наредниот период треба да се поставуваат нови знаци, патокази и информативни табли. Со оглед што дел од постојната сообраќајна сигнализација е уште од времето на поранешна Југославија, замената е повеќе од неопходна. Надписите се избледени, знаците се оштетени, а на одделни места и целосно недостасуваат, каков што е случајот со влезот на Кочаника и Подлог. Според изготвениот план, со нова сигнализација и патна опрема треба да бидат опремени 11 патни правци во должина од 560 км. Се работи за правците Илинден Калугерец, Ражаничино Свети Николе, Лакавица Неготино Дреново, Давидово Раброво, Брајковци Марвинци, Страцин Кратово Пробиштип Крупиште, Струга Дебар,
Макази Маркова нога, Макази граничен премин Стење, Прилеп македонски брод Кичево, Прилеп Кривогаштани Крушево Сладуево и Виница Смојмирово. Делницата од Крупиште до Кочани само на одделни места е опремена со нова сигнализација, додека од местноста Тракански мост до влезот на градот и понатаму целата сигнализација е стара повеќе од 20 години. Проектот за поставување нова хоризонтална и вертикална сигнализација и патна опрема, што го реализира јавното претпријатие за државни патишта, започна кон крајот на минатата година. Инвестицијата е во вредност од 158 милиони денари. Според најавите, од август годинава ќе започне поставување и на нова сообраќајна сигнализација на 12 регионални и магистрални патишта во вкупна должина од 450 км, но нема информации дали патиштата во општина Кочани ќе влезат во планот. Планинарското спортско друштво Осогово од Кочани се придружува кон активностите за одбележување на Петровден. В недела го организира традиционалниот планинарски марш од Пониква до Цареврв. В недела, токму на празникот Петровден, кочанските планинари, членови на Планинарското спортско друштво Осогово, го организираат 8-миот поред традиционален Петровденски планинарски марш. Почетокот на патеката е од паркингот кај одморлиштето на Министерството за внатрешни работи. Потоа се искачува до Цареврв, каде е предвиден заеднички ручек и дружење, а на крајот завршува на истото место од каде што се тргнува. Најниската точка, односно стартот, е на 1580, а највисоката на 2085 метри надморска височина. Вкупната должина на патеката во еден правец е 16 километри и вообичаено се поминува за 8 часа во двата правци. Таа главно се протега по планинското било над шумската граница, при што се поминува и покрај објектот на Траканската мандра на 1550 метри надморска височина. Подрачјето низ кое поминува патеката е исклучително богато со печурки, шумски плодови и лековити растенија. На Цареврв се наоѓаат и две напуштени воени згради, а од врвот се отвора видик кон планините Рила и Пирин во Бугарија, кон врвот Руен и сите повисоки врвови во Република Македонија. Маршот кон Цареврв ќе започне в недела во 7 часот од претходно споменатото стартно место. За сите учесници е обезбеден традиционален планинарски ручек, поради што треба да се понесе и прибор за јадење. Клубот има обезбедено превоз до Пониква, а тргнувањето од градскиот плоштад во Кочани е во 5 часот и 45 минути. Заради подобра организација, препорачливо е заинтересираните за маршот да го пријават своето учество. Доколку има заинтересирани за пристигнување в сабота и сместување во некој од постојните сместувачки капацитети, можат да се добијат подетални информации од одговорните во Планинарското спортско друштво Осогово. Градскиот пазар пулсира во висок ритам. Евидентна е промена во структурата на понудата. Доминираат градинарските производи и сезонското овошје во однос на тропското, што полека го снемува од тезгите. И покрај високите температури, градскиот пазар функционира во полна пареа. Граѓаните се снабдуваат со потребните намирници, кои се чини дека овој четврток имаат цени што се соодветни за сечи семеен буџет. Тоа најмногу се однесува на градинарските култури. Продавачите развиваат конкуренција со тоа што цената ја спуштаат за 5 денари, со цел да намамат што поголем број купувачи. На тој начин цените се многу шаренолики, од 20 преку 15 до 10 денари за килограм. Тоа особено се однесува за доматите, иако цената во најголем дел е условена од квалитетот. Сличен е случајот и со краставиците. 10 денари е цената на зелката, тиквичките на одредени тезги се продаваа по цена од 20 денари за 3 парчиња. Поголема побарувачка овој пат имаше на лубеници и дињи. Од четврток до четврток цената на бостанот ќе биде во опаѓање, па така и овие 20 денари за килограм во просек не се конечни. Во големи количини се продаваа и праските, а во далеку помали тропското овошје, од кое овој период се уште најзастапени се бананите, додека со оглед на фактот што на јужната хемисфера е зима, останатото тропско овошје полека го снемува од тезгите. Помал интерес имаше за јаткастите плодови, кои според она што можеше да се забележи се продаваа по пристојни цени, но тие во секој случај се високи во однос на нискиот стандард. Последна во информативниот дел, информацијата од спортот.
Прв надпреварувачки ден на Петровденскиот фудбалски турнир. Комплетирано е првото коло во двете групи, по кое одредени екипи веќе се наметнуваат како фаворити за освојување на трофејата. Започна годинешниот Петровденски фудбалски турнир. На игралиштето во дворот на градинката Павлина Велјанова во населбата Текишински Лозија беа одиграни надпреварите од првото коло. Во 18 часот се сретна Аква и Бели. Надпреварот заврши со резултат 5:2. Во мечот во 19 часот Либеро го совлада Аквариум со 3:0. Класик го декласираше Меджик со 6:0, додека во последниот надпревар од вечерта Деликатес забележа минимална победа над Сиви дом со резултат 2:1. 4 надпревари од второто коло се на програмата и в четврток. Во 18 часот се срекјаваат Либеро и Сиви дом. Час подоцна играат Бели и Меджик. Во 20 часот на програмата е надпреварот меѓу Деликатес и Аквариум, а во последниот надпревар од вечерта се срекјаваат Класик и Аква. 8 екипи се поделени во две групи. Во групата А се Аква, Класик, Меджик и Бели, додека во групата Б Аквариум, Деликатес, Сиви дом и Либеро. Толку во ТВ едицијата, благодарам за довербата, пријатно.